Синоќа во салата на спомендомот Аснон во Делчево промоција на кандидатот за градоначалник на општина Делчево од ВМРО ДПМН и советничката листа на владеачката партија со коалиционите партнери. Дарко Шехтански е кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН, а Драган Христов е носител на листата кандидати за советници. Оваа промоција всушност беше представување на кандидатот за градоначалник и советничката листа за општина Делчево и представување на програмата со која Шехтански ќе ја бара довербата на граѓаните. Нови дела за нов напредок, нови дела за подобра општина Делчево е мотото на изборната програма на ВМРО ДПМН за локалните избори 2013. Програма на кандидатот за градоначалник на општина Делчево од ВМРО ДПМН. Голема е честа да се биде кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, партијата која што е движечка сила во државата. Голема е честа, но во исто време голема и одговорноста, рече Шехтански откако ги поздрави присутните на промоцијата. Затоа, доколку ја добија вашата доверба на престојните избори, ветувам дека ќе бидам честен, одговорен и транспарентен градоначалник, целосно посветен на залошките Делчево, да го направиме уште поубаво место за достоинствен живот на граѓаните. Заедно ќе работиме локалната самоуправа да ја направиме подобра и поефикасна, да биде вистински сервис на граѓаните. Ќе се посветиме на сите категории на граѓани, почнувајќи од младите па се до невозрастните, да се чувствуваат убаво и да бидат горди на својот град. На децата да им обезбедиме убаво и безгрижно детство. На младите да им овозможиме после завршувањето на нивното образование поголема можност за вработување во својот град. Преку изградба на индустријски зони и привлекување на инвеститори во нив, со што би го намалиле одливот на млади и стручни кадри од нашиот град. На возрастните би им створили услови за посреќен семеен живот. На пензионерите да им овозможиме мирни и убави пензионерски денови. Ако го споредиме периодот од пред 2009 година во кој што ВМРО ДПМН ги доби локалните избори во општина Делчево и денес, ќе констатираме дека денес Делчево е поубав град. Драги сограѓани, програмата со која што ние настапуваме и врз основа на која што бараме ваша доверба е обемна, меѓутоа таа е реална и остварлива. А реализацијата на предвидените проекти ќе ја направи општина Делчево уште подобро место за живење. Носителот на советничката листа Драган Христов во краток говор ги поздрави гостите, ја поздрави и политиката на својата партија и рече дека советниците ќе работат во интерес на општината и граѓаните. Совет кој со својот капацитет заедно со граѓанските предлози и идеи ќе донесува одлуки корисни за нашите сограѓани со цел подобрување на условите во нашиот град, да се заштитат автентичностите на нашиот град, културата, традицијата и националните обележи на Делчево. Довербата од граѓаните се заслужува со јасна визија и напредок, нови идеи и развој. Тоа го можат само одговорни партии кои имаат свест за потребите и интересите на граѓаните. Инаку обраќање со подршка за кандидатот на ВМРО ДПМН Дарко Шехтански имаше и Иво Ивановски, министер за информатичко општество и актуелниот пратеник Владко Ѓорчев. Посветената работа по правило дава резултат. Успехот е загарантиран доколку секој се зафати сериозно да го реализира тоа за што се обврзал пред граѓаните. Вие сте тие кои најдобро можете да го препознаете тоа. Вашата општина е успешен пример за тоа како една мала општина може да има голема перспектива. Дарко Шехтански ќе се бори за општина Делчево. Дарко Шехтански има програма за цела општина Делчево. За сите населби во градот, за населените места во општината, за селата, за руралните места. Дарко Шехтански ќе биде поддржан од коалиционите партнери. И Дарко Шехтански, она што сега го има во своја програма, во 2017 година ќе ни го презентира како отчет. Ние кои што сме дел од централната власт, ќе стоиме за општина Делчево. Ќе ги поддржуваме овие проекти, затоа што тие представуваат обврска. Програмата 2013-2017, нови дела, нов напредок за подобра општина Делчево, кандидатите за советници, како и кандидатот за градоначалник Дарко Шехтански, е онаа што со заеднички сили здружено останува да биде препознаено од страна на граѓаните од сенето на 24 март.